Ви благодарам, почитувана потпредседател на Собранието, почитувана јавност, почитувани колеги пратеници. Се размислував како да го концепирам овој денешен мој говор за најважната работа која што Собранието ја продуцира во текот на годината, а тоа е донесување на буџетот, како најкрупен документ кој што излегува од Собранието. Секогаш велиме, не ги слушај политичарите што зборуваат, туку гледај дали тоа го има во буџетот, бидејќи за се оно што треба да се изгради, што треба да се направи, требаат и финансиски средства. И денес имам одлична можност повторно да поразговараме за тоа каде оди Република Македонија. Јас ќе се обидам да направам еден спој со оно што значат бројки во милиони и милиарди, бидејќи тоа е на крајот на денот буџетот, но истовремено ќе се обидам да го симплифицирам тоа да секој еден граѓанин во оваа држава не разбере во Собранието кој за што се залага. Многу е важно да зборуваме не само со бројката на економистите, туку и со бројката на обичниот човек, бидејќи секој во оваа држава, независно од својата професија, подеднакво плаќаме данок и секој подеднакво треба да знаеме што точно се случува со народните пари, односно со јавните финансии. Почитувани пратеници, првата бројка и клучната бројка во основа на која што се прават сите буџети секаде, се вика бруто домашен производ или GDP на државата. Согласно бруто домашниот производ, вие како држава се гледа дали напредувате, дали назадувате, и ако напредувате, колку напредувате во тоа што вие го создавате како капитал сите заедно во Република Македонија. И многу е важно да се споредиме со оние кои што до вчера беа 7-годишна власт во Република Македонија. Штувани пратеници, штувана јавност, она кое што е факт и од кој што нема бегање е тоа дека во просек, во 7-годишното владење на ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз, нашата економија растела по 1,1%. Значи, 7 години владење, а раст на македонската економија од 1,1%. Секој ќе ви каже, не мора да биде економски подкован, дека подобро да немало влада, економијата само од себе повеќе ќе растела, неголи со оваа влада која што беше до пред 1,5 година. И зошто ова го зборувам? Затоа што буџетот, финансиите и економијата се врзани садови. Затоа што тоа не е едногодишно растение, по оваа година родило толку, другата година ќе роди оволку и да не се гледа преходната година. Разликата, штувани пратеници, е тоа што на 1 јуни 2017 година земаа држава со 4,7 милиарди евра долг, а денес има повеќе од двојно, при тоа шајка нема закована во државата. Важно е, почитувани пратеници, да знаеме дека на 1 јуни 2017 година земаа власт во чиј буџет за камати за земени кредити имаше предвидено 135 милиони. Денес таа бројка е двојно зголемена. И од тоа бегање нема, и за тоа одговорност мора да има. И затоа секогаш велам дека најголем дел од нив, кои што ги креирале овие политики, ако можеме да ги кажеме политики, со 1% раст, наместо да дебатираат во Собранието, по комисиите, во телевизиите, треба да дебатираат со оној кој што има 2% доверба кај граѓаните, јавниот обвинител, кој што никаде исто така го нема. Што имаме денес? Оние 1,1% раст, кој што ни ги оставија во нивното 7-годишно владење, кој што ги оставија во пустошот, денес се повеќе од 3%. Пред неколку дена државните институции ни објавија дека нашиот раст за последниот квартал е 3,8%. Преходно беше 3,5%.
Што ова зборува? Ова зборува следново, дека 1,1 е 3,5 пати помало од 3,5 или 3,8. Дали е доволно тоа што оваа влада е 3,5 пати подобра од преходната влада, е тема за дискусија, може би и не е доволно. Но јас сум убеден дека следната година ќе биде и 4% растот, не овие 3,8%, и секој еден граѓанин ќе почувствува што значи да се води домакинска политика, што значи транспарентно трошење на народните пари и што значи да се биде функционер кој што управува и води процеси кои што ги плаќаат оние кои што им се собираат деносите согласно на закон. Вториот параметар, почитувани, кој што го слушав изминативе денови од дека во собранието, беше колку била инфлацијата. И јас се обидов да извадам бројка во која што Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, се да знам како милувате, имала цела година на располагање и при тоа немале избори во таа година. Тоа е 2022 година, каде што имав еден премиер, кој што сега е колега пратеник, кој што кога дојде на власт, кажуваше дека ќе владее 14 години, потоа свати дека 14 месеци, но да видиме што тој остави на граѓаните. Во таа година, во месец ноември, имало 19% инфлација. 19% инфлација. Од тие 19% инфлацијата за храна и пијалоци била 29%. Денес имаме 4% инфлација и инфлација на храна и пијалоци 4,3%. Значи, 3,5 пати поуспешна влада во поглед на GDP и економски раст и 4,5 пати помала инфлација. И тоа се бројки од кои што нема бегање. Тоа се бројки кои што се реалност и тие бројки ќе ги комуницираме се додека имаме недржавотворна опозиција во собранието. Човек кој што бил функционер, човек кој што бил министер, човек кој што учествувал директно во креирање и трошење на 7 буџети во државата и потоа кој што незаслужено ќе стане пратеник во собранието, ако сака барем малку од својот образ кој што го изгубил на сите претходни изборни циклуси, ќе излези и ќе каже: колеги, јас го погледнав буџетот, има неколку ставки кои што јас ви сугерирам да ги смените и ние сме мислеле вака за оваа ставка, но излегло ова и ова. Дали тоа ви е предвидено, па заедно да дискутираме и ние како пратеници кои што го носиме буџетот, заедно со финансии, ако треба заедно и со Народна банка. Така функционира држава, така функционираат министри кои што се благодарни на лебот што го јаделе од нашиот народ кој што плаќа даноци. А министри поранешни, сегашни пратеници, кои што до вчера пустош оставиле во своето министерство, денес овдека доаѓаат со по 20 амандмани за тоа како требало да се подобри министерството во кое што до вчера работеле неуспешно и катастрофално изгубиле 2-3 изборни циклуси. И ми е жал што ова собрание, и ми е жал и што овој собраниски состав ја пропушта шансата да стане вистински репрезент на граѓаните. И жал ми е тоа што кога народните пари, што сите ги плаќаме, некој се труди наместо одговорно да го сподели своето искуство, преку лаги, манипулации и конструкции, да наведе страв во општеството дека нешто што се случува нема врска со реалноста. Понатаму, зборуваме дека долгот е еден или друг. Ајде да видиме што вели Фич. Фич е институција која што ги оценува сите кредитни рейтинзи на сите држави на оваа планета. Според Фич, Македонија го има ББ плюс кредитниот рейтинг, што во превод значи стабилни финансии и развојни економски политики. И од ова, исто така, како и претходно, бегање нема. Трето, за да не биде тогаш беа кризни години, а денес не се кризни години, јас би сакал да споделам уште неколку аргументи. Во тој период, 2022-2023 година,
Кога ние сме растеле со 1% на GDP, пример, Србија растела со 3,5%. Така? Денес, ние растеме со 3,8%, а другите во регионот со 2%. Со 1,5%, 1,8%. И тоа се бројки за кои што сите ние треба да бидеме горди. И тоа им го зборев и на комисија, без овие цинични насмевки. Затоа што, кога на државата и оди добро, кога оджакот и чури на државата, на сите ќе ни биде добро, не може да биде обратно. Затоа треба некои работи, некои бројки, некои показатели и тоа како да бидат поздравени од страна на опозицијата во собранието. Штовани колеги, она кое што е реалност и кое што го изнесуваат институциите, не се само 3,8% економски раст. Она кое што можеме да го видиме е тоа дека инвестицијски раст имаме во државата од 30,6%, што, да бидеме искрени и реални, во Македонија до сега е незабележано. Истата оваа институција, истите овие луѓе, пустата таа методологија, ова го рачунаа 4 пати годишно, овој квартал за нас е историски со овие бројки. Исто така, имаме реален раст на градежништво од 21%. Имаме реален раст на ниско градба од 58,5%. Ајде да видиме што е тоа. Тоа значи дека патиштата за кои што ние плаќаме од нашите заеднички пари во буџетот денес се градат. Нема повеќе ситуација ки ти пуштам 100, 200 или 300 милиони евра и на терен нема да има ништо. Пазарна економија функционира, вие плаќате, компаниите работат. И ова, кој што се случува сега, ова е нормално. Но ситуацијата ја истакнуваме како уникатна. Зошто? Затоа што до вчера тоа што се случуваше беше ненормално. И мораме на оваа говорница, кога ќе ги судриме фактите и аргументите, да разговараме со тие бројки. Она која што исто така сакам да го истакнам, се уште неколку податоци. Сите овдека во собранието зборуваме за странски инвестиции, за гринфилд инвестиции, за браунфилд инвестиции, за отварање на нови работни места. И да се вратиме на почетокот на мојата дискусија, едно зборуваат, ако нема пари во буџет, друго ќе направат. За прв пат, почитувани колеги, имаме буџет во кој што не само од Министерство за економија, туку и од Министерство за економија и од владата на државата, имаме ставки од 1,2 милиарди за финансиска поддршка на инвестициите, на сите. Бидејќи некој може вас декларативно да ве поддржува, да му напишат убави зборови, да ископира уште поубави пасуси, но доколку тој не приведи средства, такви инвестиции не може да се развиваат, уште помалку да се случат. Овој пат ми е драго што тоа го има. Трета работа, која што исто така е многу важна и ни е рак рана се уште во ова општество 30 години. Тоа е сивата економија. И сите зборуваат за сивата економија, како ќе ја сузбијат, па тука имаше драматични премиери и драматични говори како меѓу рогови ќе удреле бокс на сивата економија. Вистината е дека ништо не направија. На тоа остана во собранието, на аплаузивните апологети и тука завршуваше се. За прв пат оваа година имаме целосно електронско прибирање на даноци од страна на Управата за јавни приходи и конечно за прв пат оваа година на сцена стапува електронската фактура. Електронската фактура која што не познава кој ја испраќа таа фактура, кој треба кога да плати данок, се си прави компјутерот и практично добиваме едно праведно општество во кое што оној кој што честно заработува, честно си плаќа данок, честно си има приход, честно си има профит и тоа е држава на слободна и пазарна економија која што државата само го регулира тоа да нема сива економија и да нема ало
заврши работата, плати пред време, сек тоа ќе си го прави компјутерот и тоа е на работа која што исто така очекував да ја поздрават. Почитувани колеги, сега се зборува, слушам срамежливо за парите за општините. Се сеќавате, пред месеци овдека на оваа говорница имавме драматични дискусии, дека ништо немало да се случи, дека бадијала биле тие пари, дека тие пари ќе биле украдени, дека со тие пари ќе се купеле телефони, автомобили и слично. Денеска дојде ден во кој што мегданот станува се појасен. Сега да ви кажам дека еве ќе почнам од вториот, од поголемиот проект, заклучно со 1 декември имаме 828 проекти или 828 градби на територијата на Македонија. 550 веќе има склучено и веќе се поведени во работа, 268 работат во напредна или завршна фаза, 54 се веќе завршени и предадени во употреба, а 120 проекти во фаза се јавните набавки за нивна реализација. Што ова ви кажува? Сега ги нема никаде. Ова ви кажува дека државата, покрај тоа што го трошат министерствата преку нивните редовни програми, покрај тоа што го трошат општините преку нивните редовни буџети, се наоѓаме во ситуација во која што ќе имаме вбризгување на дополнителни 14 милиарди и 900 милиони денари за 828 проекти. И повторно ќе дојдеме дека во секоја општина во државата има по 5, по 6 градилишта, каде што се гради, како што ги гледаме и автопатите од Тетово до Гостивар, и од Гостивар до Букојчани се работи, а преходно ништо не се работеше, и при тоа никој сега не излегува и не вели, јас се извинувам или јас се оградувам од тоа што се обидувавме да манипулираме целата македонска јавност и собранието, вклучувајќи да правиме преку вештачка интелигенција на видео спотови за автопат кој што не е до пола завршен, дека е веќе завршен. И тој срам тие ќе си го носат и затоа за ова не зборуваат. Имаме состојба во која што многу е индикативно како се полни буџетот и многу е индикативно второто, според мене, како до сега не се полнел буџетот. Во структурата на нашиот буџет се разбира дека даноците се оние кои што го полнат. Тука пред секога велам дановци, сметам на управата за јавни приходи и на царинската управа. И она кое што е куриозитет, 4-5 квартали поред расте она кое што значи наплата на УЈП, наплата на даноци од 6,7% или 5,8 милиарди денари повеќе од она кое што финансии го планирале минатата година ова време за овој тековен буџет. Исто така и данокот кој што го собираме преку акцизите е за 450 милиони денари зголемен, а горе-доле истата стока која што влегува или излегува од Република Македонија, и тука се царинските давачки кои што со 342 милиони денари имаат наплата повеќе во споредба со преходната година. И сега вие зборувате тука 300 милиони, тука 200 милиони, тука 80 милиони, тоа се, почитувани пратеници, многу реални финансии. И клучното прашање е зошто на истиот влез и излез на стока од царината денес имаме толку многу милиона евра повеќе наплатено, за разлика од тоа кога, например, Стефан Богоев беше директор на царина. И при тоа никој не го постави прашањето и никој од тие 2% доверба не го викне да го праша како е можно, Стефане, толку многу милиони да ги нема, односно се појават за само неколку месеци промена на директорот на царина. Тие се работи кои што ние века треба да ги разговараме, почитувани колеги, бидејќи тие работи значат живот за нашите граѓани. На крај само ќе кажам уште на работа, немам веќе време, апропо концесиите кои што ги имаше Али Ахмети во Кичево, за прв пат оваа година, почитувани колеги, имаме повеќе 930 милиони денари од концесии. Преходно некој копал, некој работел, заработувал, не плакел, а денес еве
и од познатите концесии на Ахмети од Кичево имаме 930 милиони повеќе за граѓаните. Благодарам.